Млад велешанец скокна од Мало Мовче во Вардар, спасен од случајни минувачи. 58 лица од Велес се дел од бесплатните обуки за компјутери и странски јазици преку огласот на АВРМ објавен минатата година. Со 60 минути мрак во центарот на Кавадарци, Мало Мовче и мостот Гемиџи во Велес одбележан часот на планетата Земја. Она што за ВМРО ДПМН го ветува е реално и остварливо. Она што нашите политички опоненти го говорат се најчесто празни зборови и многу често нереални ветувања. Затоа не може да им се верува. Ова го истакна лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски вечерва во спортската сала Јане Сандански на настанот на кој владеачката ВМРО ДПМН дава отчет за сработеното во изминатите 10 години. Нашиот народ е мудар и добро знае зошто гласа за нас и што е разликата меѓу нас и нив, а тоа е трудот, посветеноста и работата, држењето до дадениот збор. Нас не разликуваат од политичките противници, особено во едни многу сложени околности, какви што имавме кога правеа се за да не дефокусираат, оцрнат, оддалечат од она за што сме избрани од вас граѓаните, на фер, демократски и легитимни избори. Ние не застанавме, продолживме да работиме на создавање на дела, мерки и проекти кои ќе го подобрат животот на сите граѓани во Република Македонија. Затоа, знаејќи дека успеавме да го направиме ова во еден исклучително бурен политички период, цврсто сме убедени дека по убедливата победа на следните парламентарни избори ќе продолжиме да работиме посветено на создавање на проекти, мерки и дела што ќе го подобрат животот на граѓаните во нашата држава, рече Груевски. Лидерот на владеачката партија вели дека на македонскиот народ му е многу лесно да направи разлика меѓу нив и останатите политички опоненти. Млад велешанец утрово скокна во Вардар од Мало Мовче. Случајни минувачи брзо реагирале и го спасиле од давање во водата. Пренесен е во ургентниот центар на Велешката болница и е надвор од животна опасност. Млад велешанец утрово скокна во Вардар од Мало Мовче. По брзата реакција на случајните минувачи, тој бил спасен и изваден од водите на реката. Поради пазарниот ден, во неделните утре е зголемена фреквенцијата на движење. Очевидци велат дека мажот скокнал во водите и дека многу брзо тој бил изваден од реката. Причините за скокањето не се познати. Пренесен е во ургентниот центар на Велешката болница и е надвор од животна опасност. Беше ладен целиот кога го донесовме, жива вода, дишењето му беше површно, но не даваше знаци дека има скршеници. Го прегледавме, го соблековме, го ослободивме од ладната вода, од бладните алишта, го загреавме, го внесовме на интензивно лекување, кардиоциркулателно е стабилен, скршеници не најдовне, по 30 минути се освести. Бошковски истакна дека состојбата на пациентот е стабилна, а во текот на денот ќе бидат направени понатамошни испитувања. Еден од спасувачите беше и градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Тој во телефонски разговор изјави дека додека поминувал по Мовчето на пат кон пазарот, се случил овој немил настан, пошто заедно со друг сограѓанин го извлекле мажот од водата, а при тоа му пружиле прва помош, додека стигне возилото на итната медицинска помош. Петдесет и осум лица од Велес се дел од бесплатните обуки за компјутери и странски јазици преку огласот на АВРМ објавен минатата година. Во моментов активен е оглас за обуки за млади лица до 29 години. 58 лица од Велес ги искористиле поволностите за стекнување основни вештини за компјутери и странски јазици преку Агенцијата за вработување. Обуката е дел од огласот објавен минатата година, финансирана со средства од ИПА фондот на Европската комисија, која предвидуваше поддршка за млади лица, долгорочно невработени и жени, со цел полесно доаѓање до работно место и поголема конкурентност на пазарот на труд. Според информациите од Центарот за вработување Велес, биле поднесени 174 апликации, но останатите апликанти, поради различни причини од лична природа, се откажале од понатамошно евалуирање и учество на обуките. Од 22 февруари годинава, во рамки на оперативниот план на агенцијата,
Активен е оглас за обуки за основни вештини за вработување на млади лица до 29 години. Младите луѓе до 29 годишна возраст, кои што се водат како невработени, активни баратели на работа во Агенцијата за вработување, на многу едноставен начин, со поднесување единствено на пријава до Агенцијата, може да ги ползуваат овие можности и потоа на многу ефикасен начин, без голема загуба во слободното време, да поминат низ овие обуки за изучување на странските јазици, англиски, француски или пак германски, или пак основните компјутерски вештини. И сето тоа да го направат без никаков трошок, затоа што државата ги покрива сите трошоци за овие обуки. Огласот ќе биде отворен до крајот на месец јуни, а предвидени се 1000 лица да бидат дел од обуката за компјутерски вештини, како и 1000 лица кои ќе посетуваат обуки за странски јазици. $5,5 милиони денари ќе се обезбедат за субвенции за приватните шуми. Финансиската поддршка ќе се исплаќа со кофинансирање до 50% од одобрените трошоци, а еден барател може да поднесе до 2 барања доколку се работи за различни мерки. Субвенции во висина од 5,5 милиони денари ќе се обезбедат за приватните шуми. Истите се за инвестиции за поголема вредност на шумите. Субвенција од 20.000 денари е за одбележување на границите на шумата и за изработка на геодетски елаборат. До 120.000 денари можат да се добијат за набавка на опрема за стопанисување и за одржување на приватните шуми. Еден барател има можност да поднесе едно барање, односно до 2, само доколку се работи за различни мерки од програмата за рурален развој. Приватните собственици на шумите или нивните здруженија се корисници на поддршката. Субвенциите, односно финансиската поддршка, се исплаќа со кофинансирање до 50% од одобрените трошоци. Центарот на Кавадарци, Мало Мовче и мостот Гемиџи во Велес 60 минути беа во мрак во рамки на акцијата Часот на планетата Земја. Волонтерите велат на овој начин се обидуваме да ја подигнеме свеста кај граѓаните за потребата од зачувување на животната средина и борба против климатските промени. Кавадарци и Велес дел од волонтерската акција Час на планетата Земја. Центарот на Кавадарци се улиците 7 септември и Тиквешково стание, Мало Мовче во Велес и мостот Гемиџи 60 минути беа во мрак. Волонтерите велат на овој начин се обидуваме да ја подигнеме свеста кај граѓаните за потребата од зачувување на животната средина и борба против климатските промени. Целта на ова вечерашна акција е значи да се одбележи Часот на планетата Земја, нашата планета, а позадината на сето ова да ја зголемиме еколошката свест кај сите, вклучувајќи и нашата општина, значи да заштедиме барем макар за еден час да ја заштедиме електричната енергија. Знаеме како сите начинот на кој што се добива, дека ги трошиме природните ресурси. За таа цел се собираме овде денеска волонтерите на Црвен крст да ја поддржиме оваа акција која што е на светско ниво. Волонтерите од Црвениот крст на плоштадот во Кавадарци со запалени свеќи го формираа бројот 60+, што означува 60 минутно штедење на енергетските ресурси и заштита од климатските промени. Во истиот период поддржувачите на ова движење во целиот свет ги исклучија светилките и ја испратија јасната порака за рационално трошење на обновливата енергија. Часот на планетата Земја представува глобална еколошка акција во која Македонија 7 пат се приклучува со исклучување на осветлувањето на 66 локации, со што го надмина минатогодишниот рекорд. Кон глобалната акција се приклучија над 178 земји и 7000 градови ширум светот. Технолошко-техничкиот факултет од Велес со награда за најдобар интернационален бренд за минатата година. Успешната работа на ТТФ е доказ за многобројните соработки со странски институции и размена на студенти од Бања Лука, Хрватска и Германија. Награда за интернационален бренд за 2015 година доби Технолошко-техничкиот факултет од Велес. Ова е уште една потврда за најдобрите резултати кои досега ги има постигнато оваа високообразовна институција во областа на прехранбената технологија, биотехнологија и нутриционизам. Нашиот факултет покажува најдобри резултати и со оглед на само еволуцијата која што е извршена од страна на универзитетот, со кој што добивме најдобри поени не само за
нашето истражување, туку и активноста, но и пред се за атрактивната насока нутриционизам кој што имаме. За 2015 година овој факултет е назначен за најдобра високообразовна институција. Успешната работа на Технолошко-техничкиот факултет е доказ за многобројните соработки со странски институции и размена на студенти од Бања Лука, Хрватска и Германија. До сега има реализирано 2 студиски престои, значи студенти од странство, од Бања Лука и од Хрватска престојува кај нас, а деновиве најавено е заинтересирано за престој од Германија, значи да слуша наши наставни програми и да учествува во научната работа на факултетот. За Технолошко-техничкиот факултет оваа награда представува поттик и мотивација за поголеми успеси во делот на едукација и научно-истражувачката дејност. Карате клубот Окинава од Велес изминативе неколку дена одржа семинар со цел подобрување на вештините во изворниот карате стил Окинава Учеиру Риу. Допринос во развојот дадоа и соработници од Белград со долгогодишно искуство со овој карате стил, а сработеното беше представено пред љубителите на овој спорт. Изминатите 4 дена се одржа едукативен семинар во Велес со цел да се подобри квалитетот на изворниот карате стил Окинава Уечирју во поливалентниот простор на основното училиште Блаже Конески. Во саботата вечер сите љубители на овој спорт можеа да ја проследат презентацијата на сите каратисти кои во изминатиот период работеле на усовршување на Окинава вештините. Имаме напредок. Напредокот е тоа што прво за една година нашите гостувања во Белград беа многу продуктивни. Значи бевме во јули, па во август, значи нонстоп одевме во Белград. Значи заедно со мојот инструктор и мојот личен пријател, значи Шихан Милан Димитриевски и со моите моите учесници кои беа таму, заедно со мене стекнавме нови знаења. Значи секое одење, па макар да се работи за еден детал, е ново знаење. Оваа вештина се учи споро, се учи бавно, ама се учи сигурно. Допринос во развојот и усовршувањето на Окинава карате вештините на неколку дневниот семинар и презентација дадоа и соработници од Белград кои имаат преку 40 годишно искуство со овој карате стил. Една голема емоција носим овде кога секогаш кога ќе дојдам, а тоа е квалитет стално се зголемуваат и број на членови. Овој клуб имат јаки људски потенцијали. Зошто? Затоа што имат 50% јуниори, 50% сениори. Јуниори дават енергија, залет, а овие сениори стабилноста. И тоа е многу добар баланс измеѓу млади и стари членови. Друга страна, ова е флексибилна вештина, значи секој може да спрема своји години, здравствено страње, можности да ја прилагоди кон себе. Значи од 7 до 80 години се тренират. На последниот ден од семинарот се одржа и полагање на велешките Окинава каратисти за ученичките рангови. Државната изборна комисија едногласно го усвои извештајот. До декември 2019 година треба да се исполнат условите за категоризација на млекото согласно европските стандарди. Ова се вестите од Македонија. Извештајот од проверките и статистичките анализи, вкрстените проверки на различните бази на податоци и евиденции заради ажурирање на избирачкиот список, едногласно го усвои Државната изборна комисија, сето ова врз основа на правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список. По оваа точка немало долги дискусии, само се објаснило зошто требало повеќе време и на што се однесувала првичната бројка, околу утврдувањето на начинот на постапување по неконзистентни записи во избирачкиот список, утврдени со извештајот од проверките и статистичките анализи, вкрстените проверки на различни бази на податоци и евиденции заради ажурирање на избирачкиот список, врз основа на правилникот за методологија за водење и ажурирање на избирачкиот список. Првите 15 прашања се изгласани. Дел ќе се проверуваат институционално, а дел теренски. Дискусијата запнала на прашањето за спорните нешто повеќе од 124.000 гласачи кои се неактивни во сите бази по 1 јули 2015, но се појавуваат во МВР и во уште една база на податоци.
Ставот на СДСМ бил дека треба да се постапува по нив за да се тргне сомнежот од изборниот законник, додека според останатите членови нема сомнеж дека станува збор за постоечки, а не фиктивни граѓани, македонски државјани, кои можеби во периодот по 1 јули минатата година не биле тука, биле надвор од земјата или од други причини трансакцијските и други сметки не им биле активни. Од страна на председателот на ДИК, предложено е да не се постапува по овие 124.000 гласачи. Ваквиот предлог добил поддршка од 7 членови на комисијата, но не и од членовите на СДСМ. Активностите на ДИК ќе продолжат со технички и организацијски подготовки за теренските проверки. Сите одгледувачи на молзни крави до декември 2019 година треба да ги исполнат условите за категоризација на млекото согласно ЕУ стандардите. Процесот што го спроведува Агенцијата за храна и ветеринарство почна во втората половина на 2015 година, а опфаќа прилагодување на производството во однос на 3 клучни параметри: инфраструктура, хигиена на објекти, собирање и транспорт на млеко, како и критериуми за сурово млеко, вкупен број микроорганизми и соматски клетки. Производителите кои по 2019 нема да ги исполнат бараните критериуми, не ќе може да го продаваат млекото во преработувачките капацитети, велат од секторот за ветеринарно јавно здравство при Агенцијата за храна и ветеринарство. Во Македонија се евидентирани преку 9.000 одгледувачи на молзни крави. Војните власти во Каиро соопштија дека се убиени 13 египетски полицајци. Јохана Лајтнер истакна дека се уште не е решен проблемот со бегалците. Светот денеска. Убиени се 13 египетски полицајци во минофрлачки напад врз контролен пункт кај градот Ел Ариш на Синајскиот полуостров, соопштија војните власти во Каиро. Джихадистите од Синајскиот огранок на Исламска држава го извршиле нападот. Тие на Твитер тврдат дека нападот го извршил бомбаш самоубиец со активирање на експлозивот во автомобил бомба. Ова е нов напад на синајските джихадисти врз египетските безбедносни сили, во кој од тргањето на власт на исламистичкиот председател Мохамед Морси во јули 2013 досега се убиени 100 војници и полицајци. Експлозијата била мощна силна, а Ел Ариш веднаш бил запечатен од безбедносните сили, изјавиле сведоци за каирските медиуми. Војните власти во соопштение велат дека биле убиени 5 джихадисти, за кои се тврди дека биле дел од терористичкиот напад. Јохана Микл Лајтнер, министерката за внатрешни работи на Австрија, истакнува дека по договорот на Европската Унија со Турција се уште не се решени проблемите со бегалците и дека сега се зависи од примената на договорот. Таа вели дека досега се донесени многу одлуки и од тие битна конкретната примена и додава дека подготовките за воведување нови гранични контроли во Австрија се вршат и понатаму. Се уште не е завршено. Никој денес не може да каже колку е одржлив договорот, а пред се тој се однесува само на балканската рута. Ако е потребно, ќе ги прошириме контролите и на други премини, објаснува Микл Лајтнер. Инаку од денеска е на сила договорот меѓу Европската Унија и Турција, со кој треба да се стави крај на приливот на мигранти во Европа. Со големата награда на Катар започна новата сезона во MotoGP. Возачот на Ямаха и актуелниот светски шампион Хорхе Лоренцо забележа прва победа на трката која се возеше на патеката Лосайл во Катар. Довициозо со Дукати заврши на втората позиција. Веднаш зад него заврши Маркес со Хонда, додека Роси и Ямаха ја завземаа четвртата позиција. Еве ги останатите вести од спортот. Синоќа 3 надпревари од 16-тото коло се одиграа во ракометната Суперлига. Охрид го победи Прилеп како гостин со 23-22 во драматичен надпревар со голем пресврт. Бријалираше одбраната на охриѓани на чело со голманот Благојче Трајковски, кој имаше 18 одбрани,
А напред се истакна Малек Хогас со 9 гола и Дарко Павловик со 6. Толку постигне и најефикасниот во Прилеп Јован Талевски. Далеку поизвестно беше во Битола, каде што Пелистер го победи Радовиш со 33:25. Стефан Дрогришки со 9 гола беше најефикасен кај победниците. 6 постигна Равес Чантурија, а прв стрелец на вечерта беше Ивица Илиев од Радовиш со 10 погодоци. Епилогот од вчерашните надпревари го имаше Металург кај Борец. Ракометарите на Борец дадоа се од себе, покажа одлична игра, но сепак со 5 гола разлика загуби од Металург 24:29. Кај Металург немногу се истакна Давор Павлевски со 5 гола и Жарко Пешевски и Марко Бувник со по 4 гола. Кај Борец предводеше Ивица Лазаровски со 6 гола. 16-тото коло ќе се заврши денеска со скопската пресметка помеѓу Пролет и Работнички. Кошаркарите на Фени Индустрија оправдаа фаворитската улога на мечот против Струмица, поради што Фени дојде до нови значајни бодови во кошаркарскиот шампионат откако славеше на гостувањето со резултат 65:87. Струмица одлично го отвори надпреварот, водеше во поголемиот дел од првата четвртина, но на големиот одмор замина со негатива од 4 поени, 33:37. Охрабрени од ваквиот финиш на првото полувреме во третиот период, гостите заиграа уште посамоуверено, што само ја одржа предноста од првиот дел. Струмичани немаа сила да го одржат темпото, па на 8 минути до крајот на средбата гостите водеа со 8 поени разлика, при што целосно ја превзедоа контролата и славеа со убедливи 22 поени разлика. Најдобар поединец на паркетот беше кошаркарот на Фени Карло Враговиќ, кој средбата ја заврши со 33 поени и 3 асистенции, а одличен беше и Кирил Николовски со 20 постигнати поени. Во таборот на Струмица најефикасен беше Томчо Соколов со 21 постигнат поен. Работнички девети пат сезонава оствари триумф, овој пат на гости кај Кожу во Гевгелија. Ветеранот од градски парк Ѓорги Чековски го предводеше Работнички до новиот триумф. Деструктивните центарци кои допатуваат во Гевгелија со само 9 играчи го искористија фактот дека во последно време на кошаркарите на Кожов им треба барем едно полувреме за да влезат во ритам, па славеа со 75:81. 6 кошаркари го одиграа мечот за Работнички. Избраниците на Докузовски одиграа квалитетен надпревар и го зедоа скалпот на Кожов. Чековски ги предводеше центарци со нов дабл-дабл ефект до 30 поени и 12 скокови, додека Николик уфрли 19. За Кожов, Вајт и Ѓуровски беа најрасположени, постигнувајќи 16, односно 17 поени. Екипата на Куманово пак забележа рутинска победа над екипата на Бест. Вице-шампионот апсолутно издоминира над противникот, забележувајќи ја 14-тата победа во домашното првенство. Кумановци, предводени од репрезентативците Трајковски и Симоновски, го доведоа својот тим до нова убедлива победа од 115:73. Трајковски беше најефикасен кај домакинот, остварувајќи дабл-дабл ефект од 28 поени и 14 скокови. За Бест најдобар поединец беше Тейрон Харис, кој постигна 13 поени. Колото ќе го комплетираат екипите на МЗТ Скопје Аеродром и Карпош Соколи со меѓусебен дуел денеска со почеток во 20 часот. Нико Росберг беше најбрз во големата награда на Австралија во првата трка од новата сезона во Формула 1. Хамилтон и Росберг стартуваа од првите две позиции, но тргнаа лошо. Возачите на Ферари, Фетел и Раиконен се снајдоа многу подобро и избија на првите позиции, но страшниот судар на Фернандо Алонсо и Естебан Гутиерес можеби ја реши трката. По повторениот старт возачите на Мерцедес ги превземаа водечките позиции и таму останаа до крајот. Кими Раиконен не ја заврши трката, му откажа моторот и мораше да се повлече во 23-тиот круг. Фетел заврши на третото место. Домашниот возач Даниел Рикардо од Ред Бул заврши како четврти, пети заврши Филипе Маса, шестото место го освои Роман Грожан, бодови освоија и Нико Хулкенберг, Валтери Ботас, Карлос Саинц Јуниор и Маркс Ферстапен. Денес имавме сончево време со кратки облачни периоди. Температурата во интервал од 6 до 19 степени. Еве какво време не очекува на почетокот на новата работна недела.
Овој дневник го завршуваме со директно вклучување од спортскиот центар Јане Сандански во Скопје и презентирањето на отчетот за сработиното на владеачката партија во последните 10 години.